ова е значи последното делче што сакам да ви го прочитам од книгата. Значи ви реков, станува збор за 18 век, пуританскиот Масачусетс е сцената. За време на сесија на државното законодавно тело, небото одеднаш добило оловна боја и среде ден се стемнило. Ваквата заканувачка атмосфера, мрак на пладне, убедила многумина од законодавците дека набргу ке се случи она на што помислувале во нивните помрачени умови. Знаете, на крај на светот и сето тоа, во тоа време се популарни тие теории, да речам, и тогаш стварно хараат, а и денес, и хично се бори против нив. Знаете, оние ТВ свештеници, разни онакви популистички манијаци. Значи, побарале седницата да се прекине, за да си одат дома да умрат. Председателот на собранието, Абрахам Давенпорт, успел да ги сочува нервите и достоинството. Господа, рекол, судниот ден или е дојден, или не е. Ако не е, тогаш нема причина за паника и тагување. А ако е дојден, тогаш сакам да ме најде на моето работно место. Затоа предлагам да се донесат свеки. Во неговото време на ограниченост, завршува Хичанс, на ограниченост и суеверие, тоа било најдоброто нешто што господинот Давенпорт можел да го стори. Јас го поддржувам неговиот предлог. Значи, со тоа би завршил дека и нам денес исто ни се потребни свеки, маколку денов ни е мрачен.